повод 8 април, светскиот ден на ромите, во насилбата Даме Груев, општина Ѓорче Петров, беа засадени 43 бурчиња кои ги символизираат 43 години од декларацијата, со која во 1971 година во Лондон 8 април е прогласен за светски ден на ромите. Дрвца за садија и познати личности од јавниот и политичкиот живот во Македонија, меѓу кои беа градоначалникот Сокол Митровски, Трајко Велјановски, Владанка Авировиќ и други. Светскиот ден на ромите ќе се одбележи во Центарот за култура Ѓорче Петров. Група млади музичари ќе одржат концерт на класична музика, на кој ќе бидат изведени дела на Моцарт и други класици. Добродојдовте во Урбаните вести. Еве што ќе имате можност да погледнете денеска. Саем за вработување и пракса на ФЕИТ од 7 до 9 април. Промовирана игротека библиотека на клиниката за детски болести. Бесплатни превентивни прегледи во знак на светскиот ден на здравието 7 април. Театар од Монтреал утре вечер нагости во Македонската опера и балет. По повод светскиот ден на здравието 7 април, денеска на плоштадот Македонија беа организирани бесплатни превентивни прегледи, на кои лекарски екипи на граѓаните им мереа шејкер во крвта, холестерол, висина, тежина и притисок. Оваа година светскиот ден на здравието се одбележува под мотото болести кои се пренесуваат преку вектори или вектор преносливи болести, со напомена мал убод, голема закана. Томислав Атанасовски. Под мотото болести кои се пренесуваат преку вектор или вектор преносливи болести со напомена мал убод, голема закана, денеска се одбележува 7 април, светскиот ден на здравието. Светската здравствена организација препорачува дека потребна е контрола на векторите или преносителите кои се живи организми, како што се комарци, крлежи, песочни муви, болви или нивно уништување, превенција на болести и ограничување на нивно ширење во вид на епидемија. По повод светскиот ден на здравието, Министерството за здравство денеска организираше бесплатни превентивни прегледи во сите градови во државата. За таа цел сите 33 здравствени домови на плоштадите и во парковите во градовите поставија пунктови за бесплатни прегледи на кои лекарски екипи на граѓаните им мереа шеќер во крв, холестерол, висина, тежина и притисок. Ова е акција Здравје за сите, организирана на Здравствен дом Скопје за целото население. Се објавува преку јавните медиуми. Тука спаѓа мерење на шеќерот, холестеролот, крвниот притисок, тежина, висина и совети кои во моментот на пациентот му се битни. Мислам дека е успешна акцијата, дека населението сака вакви акции за проверка каде што случајно се откриваат холестероли, шеќери, притисоци и кај помлади особи, веќе старата популација е поконтролирана. Одзивот е максимален и мислам дека е задоволителен. Лекарите даваа совети за здрав начин на живот, здрава исхрана, а делија и брошури. Пунктот за бесплатни превентивни прегледи во Скопје беше поставен на плоштадот Македонија и истиот беше отворен од 09 часот па се до 14 часот. Светскиот ден на здравието представува единствена можност да се соединат барем на еден ден луѓето и заедниците широм светот и да преземат заедничка акција во насока на подобрување на здравјето и благосостојбата на сите нас. Светската здравствена организација овој значаен датум во календарот на здравје го посветува на оваа тема поради зголеменото здравствено значење кое оваа група на болести го има во изминатите 2 децении. Векторските заразни болести се болести чиј причинител е бактерија вирус кој го пренесуваат комарците, крлежите и други видови инсекти. Тие сочинуваат 17% од глобалните заразни болести, а најсмртоносна меѓу нив е маларијата, од која во светот годишно умираат 1,2 милиони луѓе, претежно африкански деца помлади од 5 години. Според проценките на Светската здравствена организација, повеќе од 2,5 милиарди луѓе во повеќе од 100 земји во светот се под ризик од заболување од денга, додека околу 1,3 милиарди луѓе широм светот заболуваат од лајшманијаза. Децата кои се лекуваат на детската клиника од денеска болничките денови, покрај во своите соби ќе може да ги поминуваат и во игротеката библиотека, која е донација од градската библиотека Брајке Миладиновци.
Универзитетската клиника за детски болести Скопје, заедно со јавната установа Градска библиотека Браќа Миладиновци, денеска на Светскиот ден на здравието отворија игротека библиотека на Универзитетската клиника за детски болести Скопје, во која хоспитализираните деца ќе може да го поминуваат своето време во читање книги. Опремувањето на игротека библиотека е донација од отворениот ден во библиотеката хуманитарна акција Читај книга и подари здравје, што се одржа во месец октомври 2013 година, на која јавни личности имаа улога на библиотекари и собираа парични средства кои се донираа за детската клиника. Директорот на библиотеката Браќа Миладиновци, Бранко Цветковски, им се заблагодари на сите кои со својата хуманост дале свој придонес кон олеснување на болничкото лекување на децата. И причинува големо задоволство од името на Градската библиотека Браќа Миладиновци и во соработка со Универзитетската клиника за детски болести, денеска да ја отвориме библиотеката игрална, која што е резултат на големата хуманитарна акција која што се одржа во нашата библиотека под мотото Читај книга, подари здравје. Во оваа прилика сакам да искажам голема благодарност на тимот на библиотеката кој што се заложи за максимално учество во опремувањето на библиотеката, на авторите на литературата за деца од Република Македонија кои што подарија своји книги, на многу јавни личности кои што учествуваа, повеќе од 50 беа кои што учествуваа во големата акција, денот кога тие беа библиотекари и кога библиотеката вриеше од посетители и дел, односно резултат на таа голема акција е оваа мала библиотека, која што ќе им помогне на дечињата кои што по силата на здравствените околности мора да престојуваат тука, а ние ќе им го олесниме нивниот престој. На тој начин ја споивме грижата за здравјето и љубовта кон книгата во еден убав културен гест. Петнаесет компании своите можности за вработување и практична работа ќе им ја понудат на студентите од денеска до 9 април во состав на првиот саем за вработување и пракса Контакт. На Факултетот за електротехника и информацијски технологии ФЕИТ денеска почна првиот саем за вработување и пракса Контакт во организација на студентскиот парламент на ФЕИТ. Анчело Лазаревски, председател на студентскиот парламент на ФЕИТ, истакна дека саемот ќе овозможи уникатна можност за студентите да устварат контакт со потенцијалните работодавачи. Ова е прва година на саемот, а присутни се 15 компании кои прифатиле понудата за соработка. На саемот има фирми од енергетскиот сектор, автоматиката, електрониката, економијата, така што истиот представува можност за соработка не само за студентите од ФЕИТ, туку и за студентите од општите науки. Симона Николовска, портпарол на организаторот на овој саем, вели дека саемот за кариера треба да направи спој меѓу студентите и компаниите. Значи, саемот, како што кажав, се започнува денес, трае до 9, значи овие 3 дена. Ова ни е прва година на организација на овој саем, се надеваме на голема успешност и голема соработка со фирмите. Целта ни е да ги приближиме студентите и фирмите заедно, да имаат фирмите достапност до информациите за студентите, до нивните потенцијални вработени и студентите да имаат можност да дознаат повеќе информации, што бараат, што нудат фирмите во врска со вработување и со пракса, да бидат подготвени за понатака за работно интервју и значи најголемата цел е студентите да имаат успешна работна кариера. Веќе 14 фирми се соработници со нас оваа година. Значи има голема заинтересираност за тоа како студентите ќе им пристапат со оставањето на CV-ата и со нивната заинтересираност нели за тоа како фирмите нудат работа, како работат со студенти и слично. За студентката на ФЕИТ Радмила Ѓорѓевска, саемот ќе овозможи студентите полесно да дојдат до компаниите и да се запознаат со нивната работа. Јас сум моментално на трета година во студии. Моите очекувања се пред се дека ќе ставам во контакт со што е можно повеќе компании, затоа што како студент од трета година би го сакала тоа, затоа што ќе ми понуди поголеми можности за пракса, понатаку и за вработување. И баш саемите од овој тип кои нудат тоа. Многу ми е драго, затоа што тука има и преку 15 компании кои што се од
различни сектори, што ќе ми понуди разновидност за тоа за понатака да видам да се одлучам каде и што би сакала да работам. Многу студентите и не знаат што точно ги очекува пред да стапат надвор од светот од факултетот, значи да дознаат треба што тоа компаниите побаруваат и едноставно да научат некој soft skill што не би ги имале само од факултетот. Значи секако се што е вон факултетот е добро. На тридневниот саем предвидена е форумска расправа, предавања и презентации од представници од компаниите, а на крајот и доделување на сертификати. Големиот канадски балет од Монтреал утре вечер во Македонската опера и балет ќе изведе балетската представа -1 под раководство на уметничкиот директор Градимир Панков, македонец со светска кариера. Првпат во Македонија ќе гостува големиот канадски балет од Монтреал, Le Grand Ballet, кој утре вечер во Македонската опера и балет ќе изведе балетската представа -1, во која учествуваат 25 танчари. Се работи за врвен ансамбал со интензивна меѓународна агенда, чие гостување во Скопје е дел од балканската турнеја и е поддржано во годишната програма на Министерството за култура на Република Македонија. Уметнички директор на канадскиот балет од Монтреал е истакнатиот балетски уметник Градимир Панков, кој има македонско потекло, импресивна меѓународна кариера и соработка со најпознатите имиња од светските и европските танцови компании. На пресконференција денеска Панков рече дека е чудно што досега не бил во Скопје и гостувањето овде, рече, е затворање на кругот на неговите патувања низ светот и доаѓање на почетокот, зашто во Скопје почнал да се занимава со балетска уметност. Во изминатите години тој имал контакти со својот град преку поканите за награди, но поради обврски досега не дошол. За мене е многу важно да сум овде затоа што почнав во Скопје во балетската школа и првите кораци ги имав на македонската сцена. Потоа бев во Германија како играч. Се затвара еден круг од моето патување, а не можам да се упоредам со одисејското патување, меѓутоа на известен начин е едно патување по свет. Јас сум одушевен од тоа што е направено во Скопје, во управесот на културата. Представата -1 премиерно е поставена во 2002 година и е меѓу најиновативните дела на репертоарот на канадскиот балет. Кореограф е Охад Нахарин. За -1 Панков најави големи изненадувања и рече дека е представа која има близок однос со публиката. Рече дека не е наративна представа, туку се работи за фрагменти кои кореографски се фантастично поврзани. Едноставна е зашто костимите се без боја, црно-бели, сценски е решено како коцка. Канадскиот амбасадор во Србија, надлежен и за Македонија, Роман Вашчук, истакна дека својата репутација големиот балет од Монтреал ја должи на тоа што негови членови се меѓу најдобрите танчари во светот. Исклучително ми е драго што ова година за прв пат во Македонија гостува една канадска театарско-танцова група и тоа токму една од најреномираните во светот, Le Grand Ballet Canadien de Montréal. Како кореограф на оваа представа е подпишан Охад Нахарин, чии наслови се неодменлив дел и од репертуарот на холандскиот танцов театар, на франкфуртскиот балет, балетот на операта на Лион, националниот балет на Шпанија, Кулберг балетот, како и на балетот на Париската опера. На големиот канадски балет од Монтреал му се припишува репутацијата дека во него танцуваат едни од најдобрите танчери. Ке имате можност и самите да се уверите уште утре, 8 април, на сцената на Македонската опера и балет. Градимир Панков, кој пред неколку години за своето творештво доби посебно признавање во Македонија, на овогодишниот Белградски фестивал на танцот ја има честа да му биде врачена виповата награда за животно дело. Неговата заслуга почива и во фактот дека како еден од најстакнатите представници на македонските доселеници во Канада изградил нераскидливи врски помеѓу нашите две земји.
Гостувањето на балетот од Монтреал во Скопје е дел од годишната програма на Министерството за култура, а министерката Елизабета Канчевска-Милевска денеска имаше работна средба со Панков. Во име на Министерството за култура портпаролот Анита Јовановска рече дека се работи за исклучителен настан на врвни уметници. Ова гостување го гледаме како убава можност да се продлабочи соработката која што Република Македонија ја негува со Канада, можност институциите да разменат поголема соработка, поголема размена на проекти уметници, но исто така и можност нашиот гостин, директорот на големиот канадски балет, господинот Градимир Панков, да се отвори можност во Канада да се представат македонски уметници и македонски дела. Директорот на Македонската опера и балет Дејан Прошев додаде дека гостувањето е можност за културна размена и за споредување како се работи во светот. Во рамки на турнијата, големиот балет од Монтреал ќе гостува и во Атина, Белград и во Нови Сад. ФИФА ја суспендираше репрезентацијата на Уругвај поради кризата во својот сојуз. Луис Хамилтон од Формула 1 тимот на Мерцедес победи на трката во Бахраин, а тенисирките Петковиќ и Ивановиќ победија на ВТА турнирите во Чарлстон и Монтереј. Следуваат спортските вести, но пред нив рекламите.